Сум станал познат. Појма нема. Ама надеж дека нема да се сакате? Додека бев во продавница, ме нападна едно 15 на деца, сакаа слики, и му го дадов малце моторот да повозат. После тоа ми пише едно друго дете што сакаше да повози моторот, ама не кеше да биде во видеото. И после тоа сретнав уште други две дечиња кај мене пред куќа. Ве замолувам, не ми идете пред куќа. Значи, ве замолувам, фала многу. Не викаш, бе? А да новите напад не би било лошо. Сред пат, брат, со детето. Јас со 120 залетан. Бев до продавница овде Могила и сакав да застанам и да си купам нешто од продавница. Застанување, човек, коми се фрлија едно 20 деца, брат. Сите се дерат мотоперо. Јас онака сакав да избегам. Значи, по план бев јас да избегам. Се исплашив. Ама ми излезе еден трактор, не можев да избегам. И ја и реков ништо, нема бегање, стои таму сега. И заставам таму со децата. Манавме по една слика, направивме нешто, ми го истражираја моторот, ќе ми го експлодираја моторот. И немам да најдам јас другарчиње моментално за да дојме да се возиме и мора сам јас да се возам. Еј, шуба е раката, човек. Шуба е, ткало е сето. Ама едно време беше поплитка, сега како да е задлабочена малце. И како ми сави човек на капење. Претходното лето, летната сезона со капење што започнавме, кога започнав? Многу порано започнавме, годинава закаснавме многу. Пишете ми во коментари дали е ова добра идеја. Сакам да земам соточак од Битола до Охрид. Со точак сакам да појдам. Знам има луѓе што го прават тоа, што од Битола до Скопје што одат, брат. Но јас не сум да речеш нешто спортиста што вози многу точак. Јас сум ти моторџија. Ако мислите дека ќе биде интересно видевце да пам од Битола до Охрид со точак, пишете во коментари, клајте лајк на видео за дом. Најлошата кривина во целиот свет, јас мислам дека е една од овие кривини овде, бидејќи прво е многу нагла кривина, ја колку е нагла. Второ е цела со дупки. Значи цела кривина е со дупки. И тоа е друг додатен дел дека кривината е баш лоша. Јас многу се плашам на таа кривина, дека ќе ја исправам јас таа кривина. Мојот другарче направи една сообраќајка со моторот. Сега одиме да видиме на местото тој кај што ја направи таа сообраќајка. Со име на тоа место, на таа локација, иначе ете уште еден моторџија. Колку е страшно тоа место, но од на оваа страна вообичаено има полиција, што ми е страв мене од полиција. Не мислам дека ќе има полиција, овој тука ќе врти, тоа е гарантирано, да му остам лак да може да направи. Влег бебе. Не врти овде, брат. Мислев тука дека ќе врти. Имав такво мислење, нема возила. Чупиња, бе, јас му пуштам два прсти долу, брат, на чупињата. Сега дали знаеш чупињата се шапрат? Сега чупињата се застанати, оние двете што му мина, и се думат, шо значи два прсти долу? Сега тие си мислат, значи, ако му е страв да што го возат моторот, си мислат има полиција напред. Значи, сигурно тоа си го мислат. Значи, гарантирано си мислат дека има полиција напред. Да ги научите, ако си купите мотор, да ги научите сите знаци што се за моторџи. Значи, од А до Ш, сите знаци сакам јас да ги научите. Бидејќи, би било многу поефикасно ако ги научите сите знаци, ако застани некој, ако почне да се мава по кација, вие ќе знаете што значи тоа. Значи, ако видите некој што се мава по кација, тоа значи има полиција. Ако видите некој што ви пушта два прсти надолу, тоа значи вози внимателно и безбедно. Не се сили, значи безбедно вози. Ако ви ја турка надолу вака раката, тоа значи намалваш. Ако ви ја крива нагоре, тоа значи завршваш. И треба да ги знаете тие знаци. Да ги практикувате, да ги користите и да ги знаете.
За кој ќе ви вели некој. Значи, ако ви вели некој намали, тоа значи има нешто на патот и ќе поднамалите. Нема, ако вели некој да намалите, нема да се засилите, значи мора да знаете што значи тоа. Шлепер! Не знам колкав е патот. Ќе не завери двата. Уф, леле, два шлепери во моја. Не берело двата. Не берело двата, но сепак јас да си се потргнам малце. Шесторе високо падалчево од патов, да не може да се подкачи. Ете го. Но се терцене дека го затворија другиот пат и се терцене шлеперите мора да идат од овој пат. Се глупо е, брат, знаеш колку е тоа поглупо? Ово е единствениот асфалтен пат што нема дупки, знаеш нема големи дупки и се со овие шлепери што врват од овде, ќе се направи сио со дупки и ние моторџите нема од кај да возиме поќе. Ако се направи овој пат со дупки, јас поќе нема да сакам да се возам по овој пат. Знаеш што нема да сакам да се возам по овој пат поќе јас. Видете колку е тесен патот, значи видете го мотор и видете го патот. Значи, кај може тука два камиони да се разминат? Тоа мене ти кажи ми. Например, ако идат камиони од другата страна, ако иди камион зад мене и камион пред мене, те ќе се разминат. Значи, нема шанси тие двата да се разминат, брат. Крави на патот, пазете се! Мојот другар, кој дошол тука, кој се возел со неговиот мотор, му се видел отворен пато и не му се видела голема кривината. И го стегнал моторо, најверојатно, не го имам прашано, што има направено точно, го стегнал моторо, тој бидејќи неговиот мотор е многу појак од мојов, има развиено многу побрзо, поголема брзина и кога дошол тој веќе до ова кривина и плюс беше навечер, немал време да закочи на време. Видија човек колку е лоша кривина. Значи немал време да закочи да ниди кола. Немал време да закочи на време. Значи тој немал се засилил, види колку му е прав пато и дека му е појак моторо, тој сигурно си има засилено 100 и нешто. И сакал да ја фати кривината вака, да ја под закоси, но во трудењето тој да ја под закоси кривињата, најверојатно се потрудил да кочи, бидејќи кој ќе те учат за мотор или за шо било, кој ќе те учат, право ги држиш рачките дори кочиш. Не си настрано, ако ти закочи задното, те лизга, ако ти закочи предното, те преврќа. И затоа ти право ги држиш и кочиш фактички. И другаров мој, од овде вака, си има джитнато, колаво и не фатува кривината, камо ли некој друг. Значи, другаров мој, од право, вака си има по ова најверојатно и струмполено и заминато, има паднато овде. Овој ендек е многу лош ендек. Значи, овде имаш човек 5 метри, види колку е длабоко, брат. Види колку е длабоко. Но, за среќа, Арене не е баш лошо е повреден, но сепак. Мене ме чуди моторот ич не му бил оштетен, иначе онде најверојатно има негде слетано, се познава потребата. Значи, многу лоша работа. Значи, кој ќе си купите мотор, бидете многу внимателни, ве замолувам. Ако не знаете и ако мислите и да мислиш да знаеш, значи ти не знаеш. Колку и да мислиш ти да знаеш да знаеш да возиш мотор, ти брат не знаеш. Значи и кола, и мотор, и шо и да е човек. Значи шо и да е. Ти колку и да мислиш дека знаеш да го возиш, колку и да си самоуверен во тоа, немој. Значи не биди самоуверен. Не е играчка. Луѓе умираат од ова. Значи не е играчка. А ние, моторџиите што возиме брзо, значи ние, брат, нас мозаците поинаку нас ни работат. Не ни работат кон обичните луѓе. Значи ние сме хиперактивни. Ние ако не возиме брзо, не се чувствуваме опуштено. Ако не возам, например, јас брзо, дури кола, шо и да е, шо и да правам. Ако не возам брзо, ако нема опасност во возењето моје, јас не се чувствувам удобно. Не знам како да ви објаснам. Затоа јас возам брзо и се силам. Ама за другите, не го правете тоа. Значи,
Правете го, ама со ризик, значи многу голем е ризикот. Значи бидете многу внимателни. Оти е опасна работа. Ајде бе врти? Не врти. Добро. Јас мислам ако врти така мотор, јас како што ќе сакам, не би требало да го возам. Без раце не би требало да го возам. Треба да е онака стабилен. Малце лин. И гледаш ме заносува сега. Не. Не си репетари играчки. И ти ќе исправиш некоја кривина, ќе залеташ. Вака се ужива на мотор. Да си знаете за пат дека вака се ужива на мотор и да си уживате. Гледај шо е респект, брат, 2 прсти долу ми пуште зверо. То ти се вика респект. Туз носеше на раквици зверо, знаеш колку е многу по-безбеден од мене. Мушичка ми влезе во кацигата. Ќе се замувијам. Излегвај, надвор. Да те нема. Зошто? Значи зошто? Не можеше да ме почекаш да се тргнам? Да поминам, па да поминиш на пато? Зошто? Вам брчи моторов, дете. Добро, човек. Значи, дефиниција од глупо и поглупо. Значи, буквално пајка ми претрча на пато. Пајка, брат, што е животно, што ми претрча на пато. И после тоа детево со тротинетов се пикна, значи. После тоа детево со тротинетов се пикна. Значи, тоа ако не ти кажува дека и ние луѓето сме не салам, ко животните, не знам што ќе ти кажи друго. Брат, отворете ги очите, ајде, пајката е пајка, брат, добро. Дете ти, брат, во тракторот само се пулиш од една страна, иди собраќај ја. Едносмерна е улицава. Дали сакаш да пробаш да го повозиш моторот? Ајде, качи се. Pull in the clutch. Добро, смирено. Прва е долу. Присниде. Добро. Release the clutch and give gas. Ама полека, многу полека ќе отпуштиш кумплук и ќе даваш туража. Добро, не толку полека. За кумплук полека ќе го отпушташ, туража поќе ќе даваш. Ќе запали загрејане. Чекај, ај. Пробај. Не, пази, ќе се удриш. Чекај, тргни ја ногата. Тргни ја раката. Добро, ајде. Спремен. Значи, прва, даваш туража. Пази, прва ќе ти се чини како брзо да е, али не е многу брзо. Ако бидни нешто, накина е ова кочница и таа кочница накина и само присни го кумплуго. Ако мислиш дека си out of control, само кумплуго присни го. Добро, полека, ајде. Значи полека. Прва, туража. Ајде. Давај туража. Полека. Давај туража. Ама да тргни, после ќе стои, ајде. Давај туража, терај. Ајде. Чекај, јас ќе одржам да стои, ајде, терај. Ама зашто го вртиш, држи го право. Ајде, право, ајде. Го отпушташ скоро с кумплуко? Колку поќе даваш, толку ќе тера. Чекај. Ама сврти едно кругче. Ајде. Ајде бе под кумплук да го јавам. Врти. Само право ти е со прва. Добро? Ајде, полека. Отпуштај. Добро. Полека. Бравос. Чекај. Сакаш уште малце? Не, многу. Срав ти е? Пушти го. О, ти не влегва, што не влегва. Бърнаут, ајде, бърнаут! Ај, рев, за на училиште за децата, рев.
Ќе ми го погниш мотор! Наста. Ајде. Терај. Ајде, терај. Ајде. Ајде, Чичо, ајде! Полека, полека. Добар? Сакаш те малце? Добро, тргни се. Добро, ќе ми убугниш мотор. Кул? Ако ова видео добие колку лајкови? Ако ова видео добие 50 лајкови, му купам на брат ми Веспа и ќе учам да вози мотор.